Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Велимир Савески од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, Лорита Андриевска, директор на основното училиште со ресурсен центар Иднина, Скопје, и Ѓорги Галетановски Чомбе, поранешен директор на Зоолошка Скопје. Останете со нас до 11 часот. 9:10 време за она дружење на познатата трпеза, каде што обединуваме различни професии и различни луѓе кои верувам дека ќе го задржат вашиот интерес како и секој работен ден, така и овој 1 декември. Домакинки ќе бидеме јас и мојата драга колешка Бисера. Бисера, официјално и добро утро пред камерите. Така, добро утро Александра до тебе, добро утро и до сите наши гледачи кои од 40 пат се разбудија рано утринава со Александра и секако ја продолжуваме емисијата и во овој дел имаме интересни теми, актуелни теми и гости и верувам ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот. Уште еднаш добро утро на сите, почнуваме. Така е, Бисера, да си ги поздравиме гостите како што е редот, веднаш до мене Ѓорги Галетановски или во градот познат како Чомбе. Добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов, мило ми е што сум тук. На средина од ова убаво друштво, господја Лорита Андриевска, добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во Здрава Македонија. Добро утро и благодарам за поканата. И на крајот ни е доктор Велимир Савески. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Доктор Велимир, ќе започнеме со вас бидејќи денеска ни е 1 декември. Се одбележува светски ден, па под кое мото овој ден ќе го одбележите и на Универзитетската клиника од каде ни доаѓате и секако во сите оние организации каде ја креваат свеста и вниманието за болеста ХИВ-СИДА? Така, 1 декември секогаш е датум кој што е поврзан со подигање на свеста околу лекувањето, но и превенцијата во однос на ХИВ. Универзитетската клиника за инфективни болести секогаш заедно со невладините организации, односно здруженијата на граѓани кои што работат на терен поврзано со превенција и подигање на свеста на населението околу ХИВ, заедно со Светската организација и сите други релевантни институции, секоја година има различно мото под кој што се одбележува овој ден. Годинава овој ден се одбележува под мотото надминување на пречките и трансформирање на одговорот кон ХИВ, затоа што секоја година се случуваат различни работи, имаме различни податоци и секогаш треба заеднички да се превземе нешто со цел да стигнеме до целта која што ја посакуваме, а тоа е секој да го знае својот ХИВ статус и секое лице кој што живее со ХИВ да има пристап до терапија и да биде неретектибилно. Така. Господја Лорита, доколку господинот Велимир зборува само за еден ден на пречки и надминување на стигмата, вашето училиште од кое ни доаѓате, тоа го прави секојдневно, постојано и неуморно низ годините на работа. Па би ве запрашала, која е главната цел на училиштето од каде што ни доаѓате, бидејќи промовирате врсничка поддршка и синергија меѓу деца и градење на инклузија за која во последно време некако поактуелно се зборува? Да, благодарам. Јас на почетокот најпрво ќе објаснам што всушност значи основно училиште со ресурсен центар или кратенката УРЦ Иднина. Значи основното училиште со ресурсен центар е веќе трансформирано веќе 5 години, меѓутоа тоа е поранешното посебно основно училиште кое што функционира 50 години, а последните 4-5 години од трансформацијата, од донесување на Законот за основно образование во 2019 година, се трансформира во основно училиште со ресурсен центар и ја дава поддршката на основните училишта, односно во регионот кој што ние го застапуваме. Нашето училиште го застапува Скопскиот и Североисточниот регион. Работиме со ученици кои што се со атипичен развој, со комплексни потреби, ученици кои што имаат повеќе потешкоти во учењето. Реално даваме поддршка на 78 училишта, 16 општини во нашиот регион. Имаме околу 500 образовни асистенти и работиме со индивидуална поддршка, со групна поддршка на учениците. Работиме како специјални едукатори и рехабилитатори кои што имаат подолгогодишно работно искуство во нашата институција преку индивидуална работа со давање поддршка на учениците од основните општински училишта. Доволно сме
сме опремени за да ја дадеме оваа поддршка, доволно смеоспособени да ја дадеме поддршката на образовните асистенти и на останатите основни училишта, каде што треба да ја даваат поддршката, како и ние, нели секако, поддршката на инклузијата, односно процесот кој што се уште трае и тече, каде што навистина треба многу голем придонес да се даде, не само ние како ресурсен центар, туку и целата заедница. Така. Интересно е мотото дека давате поддршка за потоа сами да продолжат да чекорат низ животот. Тоа е една интересна мото на иднина, каде што помагате на децата додека растат, се развиваат, особено на оние на кои им е најпотребно, но истото е со цел идеја да во идно време сами го прават она што го прават денес со помош. Токму така. Ние сме тука за да помогнеме и да ја дадеме нашата помош и поддршка, заради тоа што најчесто на учениците им е потребно тоа да го прават со одредена помош. Не сите, значи секој ученик е со различна способност, различна потреба. Значи на секој му треба различен вид на поддршка, затоа сме ние тука да ја дадеме поддршката на начин на кој што му е потребна на ученикот, на детето, и тоа го правиме на начин каде што најпрво работиме со поддршка, потоа со помош на возрастен, потоа го способуваме да сето тоа може да го направи сам, затоа што сепак не треба да ги правиме децата да бидат зависни, напротив, тие треба да бидат независни, да се осамостојат понатаму во животот и да не зависнат од возрастните. Така. Убаво е кажано децата да станат независни. Галетановски, вие станавте независен многу рано во вашето детство, со оглед на се она што го раскажувате јавно, со оглед на финансиската состојба во која што едноставно се наоѓате низ животот и низ живењето, така да срам од работа кај вас нема и не постои. Не ни треба да има кај ниеден млад човек. Така, што правите денеска? Моментално сум работен во ПУИК, државна работа, човечки ресурси, советник актуелен во град Скопје, во новиот состав. Што би го советувале денеска актуелниот градоначалник на град Скопје? Како некој кој бевте вклучени и во научниот живот, и во активисти во Социјалдемократскиот сојуз и секако како директор на Золушката градина. Да, за жал дојде едно време кај што се радуваме веќе на чисти континери на улиците, така да што да го советуваме, освен да го држи градот чист, да работи на враќање на младите, на ноќниот живот, да прекине иселување на младите, на културата, од културни ивенти повеќе да се организираат, да се врати сејот на Скопје како порано. Нели важевме порано како град кај што сите доаѓа од страна се забавува. Сега знаете и вие, 1-2 места и толку е. Така да има за што да се работи, има што да се советува, колку ќе се сработи ќе видиме, се надеваме сите на најдобро. Колку младите треба да станат членови активисти од одредена партија за да може да го најдат своето место, условно кажано, под сонцето? Па за жал, јас сум против тоа највеќе, младите да влезат во политика за да го најдат своето место. Јас сум и секогаш сум бил за деполитизација и департизација и на институции, и на администрација, и на свет. Тоа можеби и придонесе за иселување на младите да бараат повеќе среќата во нивниот живот надвор. И се надевам дека ќе сопре, ќе дое денот кога ќе се ценат квалитетите на еден млад човек, а не од која партија доаѓа. Мислите дека треба повеќе да волонтираат? Затоа што темата нели отворивме во собота за гости. Мислам дека се изгуби таа навика порано, памтам и во Золушка, во тие 3,5 години имаше многу млади луѓе што доаѓа и стварно помагаа на Золушката што од аспект на работа со животните, што од аспект на едукација, на различни теми. Золушката им беше после, последниве 2-3 години се помалце гледам граѓански активисти што волонтираат во било какви организации. Тоа е малце нешто што повеќе ме плаши, така скроз се изгуби тоа. Би апелирал да се активираат во граѓанскиот сектор повеќе во тој сегмент. Да, и со докторот зборувавме во собота за гости, ние запознаваме Александрина кој со докторот кога волонтира во Хера.
Не знам дали знаеш, на 15 години со години одев, волонтирав во центарот Сакам да знам и во зоолошката сум волонтирала. Посебно на тие теми што се малце табу, посебно за заштита на жените, на насилство и на мажите, нели зборат. Треба повеќе да се работи на тие теми. Доктор Савевски, колку волонтери има денеска во Хера и на клиниката од која ни доаѓате? Волонтери на клиниката генерално нели тоа се сепак млади доктори кои што нели доаѓаат и се усовршуваат. Конкретно младинската група на Хера не знам која точно која бројка ја менлива за жал така. Менлива нели, но еве имате двајца на масата од кои што еден е гостин кои што почнале како врснички едукатори, тренери на теми поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје. Хера секогаш била препознаена како здружение на граѓани, односно невладина организација која што има солидна младинска група, каде што нели се уште го држува тој волонтеризам, односно волонтерски дух на теми што во едно општество како македонското, темите поврзани со сексуалноста, со сексуалното и репродуктивното здравје и човекови права, се уште го става некако како многу битно, односно многу важен сегмент во македонското општество. Се сеќавам јас пред 20 на години ми беше првата, ја не сум така стара, ама сепак пред 20 години ми беше првата работилница за ХИВ како врснички едукатор во Хера. После одевме низ школите во Македонија. И зоолошката, па и Воја нели беше активист што работи. И се уште огромен поздрав до Воја. Помагаа ни, да. Така е, да. Така. Убаво е, бидејќи навистина Скопје колку е големо, толку е мало, па господја Андриева, колку кај вас имаше волонтери во петокот или едноставно само вработени, организиравте одличен настан на одлична локација, па да зборуваме малку повеќе и за истиот, за кој допрва мислам дека во 2026 треба да се зборува. Не беа волонтери. Сите беа вработени. Сите беа вработени, ентузијасти, нели нормално. Така. Професионалци кои што си ја сакаат работата. Значи овој настан допри го голот или допри целта, фудбал за секое дете е наградениот проект, односно номинација која што ја добивме, која што ФФМ, односно Фудбалската федерација на Македонија, не номинираше во УЕФА Фондација за деца во април-мај, и за жал, за среќа уствари, наша среќа ја добивме таа награда и еве сега почнуваме да го реализираме проектот кој што нели ќе биде посветен на децата со типичен и атипичен развој и морам да бидам искрена, целата оваа идеја ја насочивме кон она кој што произлегува од нашето искуство, од она што се соочуваме во секојдневието, од потребата која што се наметнува во нашиот систем, односно тоа е да ги вклучиме, како подобро да ги вклучиме децата со своите врсници, како подобро тие да научат како да влезат во една спортска сала, како да ја допрат едноставно топката. За да почнеме да играме фудбал, ние најпрво треба да стигнеме до одреден степен, чекор по чекор, а сето тоа ќе го направиме преку оние иновативни алатки кои што треба да ги спроведеме преку проектот, кој што како што е корнер за агол за алатки кои што ќе служи за комуникација на самиот терен. Имаме алатки кои што се за комуникација, иновативни, кои што ќе ги изработиме, за да можеме да комуницираме во тие тимови, да можат наставниците по физичко, кога ќе работат со учениците со поприченост и со врсниците, да имаат еден начин на комуникација. Потоа ќе имаме обуки за наставниците по физичко образование, ќе имаме обуки за наставниците од еленска настава, специјалните едукатори, тука ќе ги вклучиме образовните асистенти, ќе имаме 8 работилници со родителите, нели сте како тие ни се најголемата поддршка во целиот овој процес и од сето ова на крај треба да направиме едно упатство каде што ќе можеме да работиме со овие иновативни алатки, ќе има пасош, врснички пасош и така натаму, ќе имаме документарен филм, ќе имаме на крај завршен дел, еден камп, фудбалски камп, каде што ќе имаме вмрежување со повеќе национални, не само на национално ниво, туку и на меѓународно ниво, земји кои што ќе учествуваат на оваа промоција и завршница од овој проект. Така, колку е важна соработката помеѓу родителите и образовните асистенти? Многу.
Верувајте многу со оглед на тоа што кај нас секојдневна е комуникацијата. Со овие деца не треба да се вклучува само специјалниот едукатор, рехабилитатор, не само средината, наставникот или основното училиште, треба да бидеме вклучени сите ние. Треба да биде вклучена целата заедница, родителите секако, и имаме прекрасна соработка со родителите, меѓутоа сметам дека треба да има повеќе такви работилници во однос на едукација, насоки, рана интервенција и така натаму, се она кое што е потребно родителот да знае како да му помогне на своето дете, да ги знае своите права, што треба што му следува, како да се однесува, како да го побере тоа од системот и на кој начин да се обрати кон експертите, се со цел за да можеме понатаму да му помогнеме во развојот и напредокот согласно неговите способности и потреби. Така. Родителите сакаат да знаат и кај се нивните деца во текот на ноќта особено. Гелетановски бевте дел од најактуелните клубови во Скопје. Да ги споменеме B2, Тренд, Парадизо, Картел, но дали денеска Скопје има квалитетен ноќен живот и што му недостига? Па за жал нема, ете сега само што ги набројавте, овие беа дел од ноќните клубови и места. Значи имаше во едно време, имаше околу 10 или 11 дискотеки што работеа во исто време. Да. Со се клубови. Да, јас памтам. Така нешто која беа и хард рок и сите. Да. Денес диска мислам дека има 2 само или 3 толку, да. со се клуб. Другото е 1 или 2 кафичи и 2-3 ресторани кај што може да искочи младината или гости да ви дојдат да ги однесете. Значи, пак ќе кажам, најважно е, мислам дека тоа што најлошо е тоа што се иселија голем број млади и после ковидот кога да се изгуби таа навика за искачање, младите кога да почнаа дома да остануваат. Искачање дневна шема некако скрос умре, вајда ова Инстаграм и Фејсбук што Направи поеднаков начин на живење. Поеднаков начин, знаеш, си седат дома и се допишуваат, ќе се договорат да се видат. Дека не знаат веќе да комуницираат така Па тоа е малце страшно. Знаеш, ние порано нели сме искачале да се видиш со другари, ќе се чекаш, било кај сме се чекале, пред Макдоналдс, пред Фреш. Да, па ќе искочиш на кафе, кај идевме, Каприкорн, Дипломатик, така. Имаше многу места за младите. Денес е катастрофа. Значи мора да се работи со младите. Но од една страна ноќниот живот, од друга страна третманот на ХИВ позитивните. Каков е денес? Генерално, терапијата е современа и оно што е многу битно е бесплатна. На клиниката моментално се третираат, на клиниката за инфективни болести моментално се третираат прилика 459 ХИВ позитивни лица, односно тоа се лица кои што живеат со ХИВ. Тоа што е многу битно е што оваа терапија е со многу малку несакани ефекти за разлика од иницијалните терапии кои што биле нели порано. Затоа оваа терапија, односно антиретровирусна терапија, терапијата која што се дава за лекување на ХИВ се вика антиретровирусна терапија, затоа што ХИВ спаѓа во групата на така наречени ретровируси, затоа се вика и терапијата токму така. Таа е современа и е во денешно време сведена на една таблетка, односно кај некои случаи 2 таблетки на ден. Што значи тоа? Тоа значи дека пациентите секој ден во исти термин треба да земат една таблетка. Значи, она порано што можеби сме го слушале и на работилниците порано кога сме работеле, дека ХИВ е, нели, односно сидата е страшна инфекција, болест која секогаш се поврзува со смрт. Тоа да, било порано кога и немало терапија и многу помалку се знаело. Наспрема сега, по сите дефиниции, каде што ХИВ ја третираме како една хронична состојба која што се менаџира. Што значи тоа? Тоа значи дека навремено откриена инфекција, во рана фаза од болеста, навремено отпочнување со терапија и редовно придружување до истата, прави за неколку месеци така наречениот вирусен товар, односно детектибилно ниво на вируси во крвта, да го симне на толку ниско ниво, да понатака тоа лице, односно пациентот да не може ХИВ да го пренесе понатака на нито едно друго лице, паралелно имунитетот од многу ниско ниво се покачува, значи на некој начин се покрива имунитетот и пациентот е во една задоволителна, односно добра, солидна здравствена состојба која што возможува просечен животен век како и кај ХИВ негативните лица. Тоа се различен тип на лекови кои што се најчесто 2 групи кои што се содржат во една таблетка, односно во 2 таблетки
на ден, кои што на различно место го таргетираат вирусот. Така, споменавте квалитетно живење, но за жал во Македонија ни се вратија болести кои ги подзаборавивме, болести за кои што сметаме дека воопшто ги немаме, но колку ете живењето, модерното живење, врати некои застарени болести за кои што сметаме дека сме ги оставиле во минатото, како ете дел од инфективната клиника. Така, значи секогаш треба да бидеме спремни, затоа ние ги учиме и ги дискутираме сите болести кои што постојат, без разлика дали се искоренети или пак не, затоа што во денешно време постои многу информации, нели на социјалните мрежи, сите читаме, се достапни се многу информации, но нели тука се секогаш најстручните лица, во случајов лекари кои што треба да дадат некаква насока. Значи збориме на ниво на матични лекари со како прва линија нели на соработка со пациентите, секундарното здравство, терцијерното здравство, односно универзитетските клиники, но секако и целокупната фела, здравствена фела, вклучително Министерството за здравство, организациите на Обединетите нации, така натака, кои што треба заеднички, еве како денеска на 1 декември, да ги рушат сите предрасуди, бариери кои што постојат, за да се овозможи нели навремено откривање, ослободено стигма и дискриминација и да имаме за некоја година, да се надевам, многу помалку откриени случаи на HIV позитивни лица, односно не затоа што не ги тестираме, па многу малку ги откриваме, туку едноставно зголемена е свесноста, достапно е тестирањето, луѓето се охрабруваат да се тестираат, така да ќе ставиме епидемијата во Македонија која што е концентрирана, да ја ставиме под одредена контрола на некој начин. Вклучително истото станува збори за сите останати болести. За некои болести е многу полесно да се дискутира или е полесно да се лекуваат и третираат. Нема толку многу болести поврзани со срам и страф, како што е на пример HIV инфекцијата, односно болеста СИДА, која што е обременета со тоа тежиште во однос на стигма и дискриминација. Нели, луѓето има најчесто многу предрасуди околу HIV позитивните лица, кои што се уште се трудиме и пред 15-10 години се уште дискутираме за истите работи, како се пренесува HIV, односно како не се пренесува, затоа што луѓето стварно имаат многу малку информации, сите треба да заедно со вас, нели, да ни помогнете како тие вистински информации да стигнат до што поголем број на луѓе без разлика на возраста. Дали се уште ви го поставуваат прашањето во 21 век како се пренесува HIV? Да. И кои се симптомите? И кои се симптомите? Кои се симптомите? Ајде да одговориме за сите кои не знаат и каде може бесплатно да се тестираат, бидејќи голем дел од гледачите кои што не гледаат се сексуално активни и е срамно и жално да не направат тестирање, доколку не го направиле. Значи да споделим. Како се пренесува и каде може да се тестира? Така, HIV тест може да се направи во било која генерална лабораторија во нашата држава. Генерално може да се направи и по невладините организации, односно во младинските центри на ХИРА и во центари во Шуторизари. Но што би сакал да го споделам е дека секој тест треба да се даде тумачење, односно да се направи советување за што токму тој тест значи. Значи не е толку многу битно, е битно, но не е толку битно само да се направи HIV тестот, затоа што се добива резултат, но тој не е секогаш да го земеме здраво за готово дека е точен, односно треба да се направи советување и да се објасни на пациентот, на клиентот што значи токму тој резултат. Дали е HIV негативен или HIV позитивен резултат, може да ви подобјаснам после околу тоа, да одговорам прво на прашањето. Проблемот кај HIV инфекцијата е што најчесто не дава никакви тегоби или симптоми. Тоа значи дека секој лице, без разлика на полот и возраста, што е сексуално активно, односно во своите сексуални односи, без разлика на типот на сексуален однос, не практикува заштитен, односно безбедно сексуално однесување, односно секс со потреба на презерватив, односно кондом, е под ризик од стекнување на некаква сексуално пренослива инфекција, вклучително и HIV. Така што секој што се препозна во ова, што некогаш во животот имал небезбедно сексуално однесување, ние како лекари секогаш препорачуваме да се направи HIV тестирање. Така е. Сега, постојат 3 начини како може да се пренесе HIV. Значи тоа се преку незаштитен сексуален однос, од мајка на дете, така наречената вертикална трансмисија, и преку крв и крвни продукти. Се надвор од тоа не може да се пренесе HIV. Значи зборуваме да седне некој HIV позитивно лице со нас на масава. Збориме за ракување, бакнување, играње заедно, спорт, работење заедно, живеење заедно со HIV позитивно лице,
користење на исти прибор за јадење во домаќинството, значи нема допирање, нема нула начин на трансмисија не е можна. За разлика од овие три начини кои што ги кажав, кој што е единствен начин да може да се пренесе ХИВ. Проблемот е кога вие спомнавте нели од одредени симптоми, најчесто не постојат или се непрепознаени. Што сакам да кажам со тоа? Кратко по навлегувањето на вирусот во телото може да даде одредени симптоми и знаци, ама тие се толку општи да лицето нема никогаш да се посомнева на ХИВ, дури лекарот, ако пациентот не каже дека пред одредено време имал некакво ризично внесување, па можеби да ни даде некаква насека дека да, може треба да направиме ХИВ тест во моментот или да го одложиме за некоја недела. Тоа се неспецифични симптоми на настинка, на грип, на некаков диарален синдром, кој што ќе помине, ќе се санира кратко и никој нема да помисли на ХИВ. Во меѓувреме што се случува? Вирусот се размножува, вирусните копии растат во телото, имунитетот постепено паѓа, така да за време некаде од 8 до 10 години имунитетот толку многу паѓа на ниско ниво да веќе телото не може да се одбрани против банални инфекции и настануваат пациентот, ќе кажам народски, попросто кажано, многу често се разболува, за да бидеме нели сватени од гледачите. Тоа не значи дека секое многу често разболување треба да се помисли на ХИВ, но затоа секогаш треба да се поиде на лекар и лекарот доколку смета, ние го советуваме, односно објаснуваме на пациентот дека ХИВ тест ќе му биде нели направен, или пак пациентот едноставно со своето ризично внесување можеби треба да помисли дека можеби станува збор за ХИВ и дека би било добро да се тестира. Мене ме интересира ако едно лице стане ХИВ позитивно, зборуваме сега за оние тестирања кои што ги споменавте, знаете дека е ХИВ позитивно, може да се излечи ХИВ позитивноста или секако доаѓа до сида болест? Да, многу убаво прашање. Значи, кажам на почеток дека за ХИВ станува збор за една хронична инфекција која што се менаџира секојдневно. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека еднаш откриено позитивно лице, нели кажам на почеток дека може да добие некој да си направи ХИВ тест во невладина организација, за ХИВ постојат веќе и самотестови, значи тестови за самотестирање, преку плунка може да направи врз основа на некаква медицинска индикација тест. Секој резултат што ќе се добие како позитивен, пациентот доаѓа или на ефективната клиника или на Институтот за јавно здравје, заради тој тест се конфирмира, односно две лаборатории во државата се релевантни за издавање на 100% сигурен, односно точен резултат за ХИВ. Тоа е амбулантата, односно лабораторијата на ефективната клиника, Институтот за јавно здравје. Пациентот понатака поминува низ добар анамнестички процес, значи распит на болниот, добиваме податоци за состојбата на пациентот, тегобите кои што ги има претходна некаква хронична терапија, значи еден целокупен преглед и добри податоци земаме од пациентот. Заедно со нашиот психолог и социјален работник даваме психосоцијална поддршка, не само на пациентот, туку и на членовите на семејството, на партнерите, на партнерките, сеедно. И понатака дискутираме за терапијата и што значи таа. Кога пациентот ќе го поставиме на терапија и објаснуваме важноста од навремено земање на терапијата, редовно земање на терапијата и редовни контроли, кои што на почетокот на дијагнозата се малце повеќе чести, значи збориме дека пациентот ќе го викнеме после можеби 1 и 3 месеци на контрола за да воспоставиме, доколку пациентот е нели добар, еден ритам на 2 пати годишно според препораките на Светска здравствена организација нели на Европското здружение за СИДА, нели контроли 2 пати годишно кои што се, да кажеме, задолжителни и кои што не оптоваруваат ни нас, ни болниот. А од друга страна, со земањето на терапијата, инфекцијата се става под контрола, односно вирусот го спуштаме на нула. Тоа значи дека кондицијата на пациентот, здравствената состојба е многу добра и понатака пациентот дури да има сексуални односи без кондом, не може понатака да го пренесе ХИВ. Затоа велиме дека и ХИВ терапијата дека е еден начин на превенција. Така да стигањето до СИДА е само кај нетретирана, односно непрепознаена и нелекувана ХИВ инфекција која што прогредира до тој така наречен стадиум на стекнат имун дефицит. Наспрема пациентите кои што се на терапија се ја земат како за секоја друга болест што постои, како хронична терапија, како за терапија за покачен крвен притисок, дијабет или така натака, се ја земаат. За се има решение, кога има и превенција, но директорка Андриевска, училиштето од кое сте дел оваа година и ќе има нова локација, но би сакала да ве прашам за сите проекти, сите предизвици кои ги оставате во 2025 и кои се за оние во 2026 кои ќе ве движат напред.
Да, секој момент очекуваме да се преместиме нели во новата локација, во новиот објект, со оглед на тоа што претходниот објект ни беше веќе стар од 1963 година. Навистина овие деца заслужуваат да имаат подобри услови, без разлика што сме добро опремени, што имаме добри наставни помагала, каде што имаме стручен кадар, сепак заслужуваме подобри услови. Новиот адаптиран објект ги има тие услови. Се надевам дека во најскоро време, можеби во текот на оваа недела или можеби за некој ден ќе се преместиме во новиот објект и ќе имаме нови предизвици, а тоа бара поголема организација, поголеми насоки, подготвеност нели на самите ученици, затоа што сепак една нова средина за нив е сепак и нов почеток, така да ние како училиште се подготвуваме целиот овој процес, не само ние како институција да се преселиме, нели, ги подготвуваме и нашите ученици за полесно да можат да се адаптираат во новиот објект, каде што е целосно опремен, дел од наставните помагала, кабинетите се опремени, дел од другиот дел, каде што треба да се одвива воспитно-образовниот дел, нели како што кажав на почетокот, покрај индивидуална работа со ученици имаме и воспитно-образовен дел кој што е од 1 до 9 одделение. Сега тој воспитно-образовен дел треба да се опреме и да се прилагодат просториите и сме во завршна фаза. Меѓутоа, овој другиот дел кој што е за учениците за индивидуална работа и групна работа и поддршка на основните училишта е веќе готов, каде што се подготвени кабинетите за Монтесори пристап, психомоторна реедукација, сензорна стимулација, сензорна интеграција, асистивна технологија, логопедските третмани и така натаму. Работа по модифицирана програма, тоа е веќе се подготвено и само чекаме да се преселиме. Меѓутоа, во 2026 година еден од големите предизвици ние секако проектот кој што треба да го реализираме, навистина има многу работа. Ќе започнеме или со јавниот оглас кој што ќе биде јавно спроведен до училиштата, каде што ќе може да се пријават за овој конкурс, за учество во овој проект. Понатаму се надевам дека ќе имаме други предизвици и други изненадувања, како што ни беше оваа година со номинацијата на нашето училиште. И инаку тековно ги работиме проектите, Еразмус проектите, имаме патување, имаме соработка со други земји, каде што споделуваме искуства, методи и техники за работа со учениците. Нашите вработени имаат поминато околу 11 обуки за професионален развој, за работа со ученици со попреченост, за специфични методи и техники, околу 46 вработени ги имаат поминато овие обуки. Следната година исто така треба да имаме размена на искуства во Англија, Ирска, Исланд и така натаму, а до сега ги имавме соработката со Португалија, Литванија, Турција, Италија и многу други земји, каде што научивме нови начини на работа, нов современ пристап за работа со овие ученици. Споменавте многу точки од светот. Каде во светот најмногу инклузивноста е применета и каде е Македонија на мапата на светот? Тешко прашање, да, ова е тешко прашање. Ние посетивме повеќе земји, каде што видовме на кој начин, како се работи. Реално, да бидам искрена, нашиот центар не заостанува од сето тоа, меѓутоа, навистина треба уште повеќе да се потрудиме како заедница да центарот е само една алка во целиот систем. Така е, целиот систем. Тука треба да бидеме инволвирани сите страни, како што повеќе пати во овој разговор напоменав, нели тука сме сите ние, каде што треба да допринесеме, не треба да чекаме да се смени еден закон, значи да го промениме законот, ние треба претходно да ги превземеме сите оние активности кои што треба да му се понудат на детето. Затоа што сепак долгото чекање или самите промени кои што треба да се направат, дали е тоа подзаконски акти, дали се упатства, мислам дека треба целиот тој развој да се промени, да се убрза за да биде во интерес на децата. Затоа што ако предолго чекаме, мора
на некој начин мора да се активираме сите заедно, да волонтираме, да придонесеме, да бидеме општествено одговорни и да помагаме колку што можеме, нели, секако да имаме добра визија во она што го работиме, се со цел да ги поддржиме. Така е, поддршка и помош секојдневно не е потребно, а поддршка и помош верувам дека вам не ви е потребна. Едноставно бидете на Канал 5, направете си го оној пиело кој ви е умилен, додека го гледате оно што ние за вас го подготвуваме секој утро. Време е за реклами и се враќаме потоа во студија.